Патешествие. Поклоничко патување. Именем Господним, преосвященейший Владыко, святый благослови. Боже, ущедри на благослови, на просветление со лицата Свои, помилуй нас. Аминь. Во царството Твое спомни, Господи, кога ке дойдеш во царството Твое. Важни себените подобля, что нивно е царството небесно. Блажени се оние, што плачат, а оти тие ке се утешат. Православните христијани тивко, но одлучно, со радосна тага, чекорат кон Царството Божјо. Великиот пост е духовно патување со крајна цел празникот над празниците, Воскресението. Во таа радосна тага постои едно главно одлучувачко правило, а тоа е да не се служи света Евхаристија во деновите од понеделник до петок за време на Великиот пост, осем на празникот Благовештение. Затоа годишниот литургиски круг, последователноста на празниците и постовите стануваат пат и поклоничко патување кон Пасхата, кон крајот кој во исто време е и почеток. Крај на се што е старо и почеток на нов живот, нов премин од овој свет во царството откриено во Христа, вели теологот Александар Шмеман. Значи да ја разбереме литургијата на претходно светени дарови, нејзината уникатна природа, практичната димензија, мораме прво да ја разбереме литургиската и христолошката димензија на нашата личност, како членови на Црквата Христова. Ние со нашето крштение, примајќи тело Христово, старуваме мистични делови на Црквата Христова, која ја возглавува самиот Христос. Христос ја востановил на некој начин на самата тајна вечера, кога заедничарејќи со апостолите, го дал тоа ветување дека кој јаде од левот и пие од виното, всушност јаде од неговото тело и пие од неговата крв. И тоа е всушност суштината преку која ние земаме учество во неговиот живот, во неговата смрт, во воскресение и на некој начин во вознесение. Тоа е таа мистична димензија на нашето постојање, која постоела и ќе постои до крајот на светот, па и во вечниот есхатон. Затоа, уште на самиот почеток, секој христијанин добил на некој начин трансформација, правејќи го центарот на неговото постојање да биде самата литургија, самото евхаристиско благодарење. И како што се собирале апостолите, нивните ученици, така и во тој дух и во таа заедница пребиваме и ние. Пријете да му се поклониме на Царството нашиот Бог, пријете да му се поклониме на пазбата пред Христос, Царството нашиот Бог, пријете да му се поклониме на пазбата пред самиот Христос, нашиот Цар и Бог. Колку се многобројни Твоите дела, Господи, си напредно премудро. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и секогаш и во вечни векови. Амин. Алилуја, алилуја, алилуја. Секој пат кога црквата служи Евхаристија, таа е во својот дом на небото. Таа се вознесува таму каде што Христос се вознесе, за да можеме да јадеме и пиеме на неговата трпеза во неговото царство. На тој начин можеме да разбереме зошто Евхаристијата не се совпаѓа со постот.
бидејќи постот е главниот израз на црквата која е во состојба на патување, и тоа само додека таа е на својот пат кон Царството Небесно. Првиот дел од литургијата на претходно осветени дарови се состои од великопостна вечерна со неколку особени обележја. Вечерната не започнува со вообичаениот возглас "Благословен е нашиот Бог", туку со воведното литургиско славословење "Благословено е Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух". На овој начин, севкупната богослужба се насочува кон надежта на Царството, она исто исчекување кое што го обележува Великиот пост. Потоа, како на секоја вечерна богослужба, се чита 103-тиот псалм. Овој воведен псалм започнува со зборовите: "Благословувај го душо моја Господа, Господи Боже мој, Ти си се возвеличил." Овој псалм во кој што се слави Бог, создателот на сиот свет, е еден вид на предговор на вечерната и со него започнува севкупниот дневен богослужбен круг, зашто според старозаветното предание, вечерта и ноќта понеа се сметаат за почеток на денот. По овој предговор, ѓаконот или во отсуство на ѓакон самиот свештеник ги повикува верните на заедничка молитва во великата ектенија, мирната ектенија која започнува со зборовите "Во мир да се помолиме на Господа". За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времења, да се помолиме на Господа. Господи, За православниот христијанин, секојдневното пречистување било смисла на самиот живот. Учеството во богослужбите, молитвите, поклоните, сето тоа е всушност учество во таинството. И интересно е што уште на самиот почеток пречистувањето со левото и со крвта, пречистувањето со телото и со крвта Христови, било толку важно што секој христијанин поради било која причина не можел или да присуствува, или во првите векови знаеме дека постоело прогонство на христијаните, тој од даровите си носел дома и се причествувал. Затоа имаме сведоштво уште од првите црковни отци, затоа ни зборува Свети Јустин Маченик, затоа ни зборува и Свети Василий Велики. Тоа било установена пракса уште од апостолско време и Свети Василий Велики во едно од неговите писма вели дека пустинските отци, монасите од Египет, знаеле на неделите да се собираат во црквите за причест и дел од телото и крвта Христови носеле назад во манастирите и кога немале прилика да учествуваат во службите, тие се пречистувале по своите келии. Кон Господа повика помахата своја и од ме устиши. Господи, избави ја душата моја од неправедна уста и од јазик лукав, што ќе ти даде тебе и што ќе ти издаде лукавиот јазик. Изострени стрели на силник, на пустински јаган. Тешко мене бидејќи привремениот престол се предал. Потоа се чита од 119 до 133 псалм. Овие псалми ја сочинуваат 18-та катизма од Псалтирот, книгата на псалми. Овие псалми се познати како песни на искачувањето. Во старозаветно време, токму овие псалми се пееле при искачување по скалите на Ерусалимскиот храм. После оваа подготовка, почитањето на 18-та катизма, вечерната богослужба продолжува со песнопоење на избрани стихови од вообичаените вечерни псалми, започнувајќи со зборовите "Господи повикав, кон Тебе услишиме". Стихирите за "Господи повикав", означени во богослужбените книги за тој ден, се кажуваат напоредно со стиховите од псалмите.
По завршувањето на ова песнопение, свештенството го совршува во обичајниот вход, влекувањето во олтар преку царските двери, што завршува со молитвата Светлинотивка. Слава безсмртниот Отец Небесниот, светиот и блажениот Исусе Христе, откако зајде сонце ви ја видовме вечерната светлина, му пееме на Отца, Сина и Светиот Дух Бога. Достоен си во сите времења да бидеш пеан од гласовите на преподобните. Сине Божи кој живо даваш. Едноставно, секој христијанин знае дека учеството во богослужбите е неговата главна смисла. И кога ќе го вкуси тој живот, тој литургиски живот, сваќа дека секоја богослужба, секојдневна, неделна, месечна, си има смисла. Тоа е органски дел во кој учествуваме ние сите, а го возглавува самиот Христос. И тој органски дел, тој такт на нашиот живот, всушност ни го трансформира и секојдневието надворот од богослужбата. И на тој начин, кога христијанинот се соочува со великите пости, самата црква уште првите векови востановила дека периодот на великите пости треба да биде посветен на покаяние, на молитва, за да може да учествуваме во тие страдални денови. Таа уредба црковните отци ја има дадено уште на Лаудикискиот собор во 4 век, дека светата Евхаристија треба да се служи само во саботите и неделите, а останатите денови треба да бидат посветени на покаяние, на молитва и на пост. За христијанинот да учествува на тој начин и со душата и со телото во самите пости. Но тука се раѓа и потребата од редовно пречистување. Значи, од една страна, Евхаристијата таква како што ја имаме, таа е радост. Ние со Евхаристијата учествуваме во радост на Христос, во неговото воскресение, во надежта дека и ние со него ќе воскреснеме. Така што, од една страна, ние се соочуваме со духот на постот, покаянието и молитвата, а од друга страна имаме радост, воскресение и безсмртност. На тој начин и во тој контекст се јавува и потребата ние да се пречистуваме на литургијата на претходно светени дарови, бидејќи на таа литургија ние се пречистуваме со телото и крвта Христови кои се осветени во неделата. Од книгата Битие ќе се чита. И си отиде Каин пред лицето на Господа и се насели како изгнаник по земјата најисточно од Едем. Ја позна Каин жената своја. По входот се читаат две четива од Стариот Завет, едната од книгата Мојсеева, а другата од книгата Соломонови изреки. Меѓу овие две читања се врши едно чинодејствие кое што ни сведочи за времето кога Великиот пост бил подготвителен период за луѓето кои се подготвувале за свето крштение. За време на читањето на првото старозаветно четиво, свештеникот положува една запалена свеќа на престолното Евангелие. По завршувањето на ова читање, свештеникот ја зема свеќата и една кадилница и со нив ги благословува огласените членови со зборовите "Светлината Христова ги просветлува сите". Да внимаваме. Светлината Христова ги просветлува сите. Свеќата е символ на Христа, светлина на светот. Фактот дека свеќата е положена врз Евангелието за време на читањето на Стариот Завет посочува на фактот дека сите пророштва се исполнети од Христа, кој ги просветлил неговите ученици за да можат да ги разберат писмата. Стариот Завет води кон Христа, исто како што Великиот пост води кон просветлување на оние кои што ќе бидат покрстени. Светлината на светото крштение, соединувањето на народот со Христа, ги отвара нивните умови за разбирање на Христовото учење.
Почитањето на второто старозаветно четиво од центарот на црквата се воздигнува една трогателна и возвишена песна. Нека се исправи мојата молитва како темјан пред тебе, а воздигањето на моите раце како жртва вечерна. Да исправи тя молитва моја, јако кадило крен, о моју воздејание Овие зборови се земени од 140-тиот псалм. За време на ова псалмопение се кадат престолот и жртвеникот во олтар. Овие стихови заедно со останатите стихови од истиот псалм се повторуваат 6 пати. Таа литургија во денешната основа започнала да се развива во Сирија Антиохиска, а потоа е префрлена и доразвиена во Константинопол, во Цариград. Таква во таа форма ја запазили светиот Григори Двоеслав папа римски, кога во функција на папски легат доаѓа во Константинопол и присуствува на една таква служба и сватил дека ова служба има преголема вредност и препорачал насекаде да се служи. Карактеристично за литургијата на претходно светени дарови е што таа литургија која се надоврзува на вечерната служба. Зошто е тоа така? Тоа е така бидејќи била планирана да се изведува на 9-тиот час, кога луѓето на некој начин причестувајќи се со телото и крвта Христови, го прекинувале постот. Потоа следи усрдно молење на сите членови на црквата, но и за огласените. Во богослужбената практика, после ова песнопение се чита великопосната молитва на Ефрем Сириски, Господи владико на мојот живот. Боже, велики Павле, кој преку животворната смрт на Твојот Христосово неделение од зелено се представи, сите наши сетило од здравството мртвило, слободи и добар наставник на надежните помисли поставувајќи, да опитно да биде далек сите полука погледан, увод за празните зборови за По средата во четвртата недела од Великиот пост во оваа ектенија се додаваат прозби за огласените кои оваа година се подкотвуваат за свето просветлување, односно за светата тајна крштение. Во раната црква светото крштение се извршувало и на Великата и Света Сабота. Почитањето на овие прозби огласените се распуштаат и започнува вториот дел на литургијата на претходно светени дарови, односно чинот на причестување. Од друга страна, живеејќи во тој богослужбен циклус, има и потреба некои денови или одредени периоди да ги поминуваат во пост и покаяние. На тој начин црквата одлучила у некои одредени денови да не се служи Светата Евхаристија, бидејќи таа има триумфален победнички карактер, кој е во контрадикција со радосниот, со тажниот карактер на великите пости. И на тој начин монасите на некој начин ја востановуваат праксата после вечерните молитви да го прекршуваат постот со примајќи ги телото и крвта Христови претходно светени на некои од литургиите. Денешната форма на литургијата на претходно светени дарови ја имаме токму тие пракси кои се појавиле во Антиохија Сириска и во почетокот на 7 век веќе се среќаваме записи како литургијата на претходно светени дарови се извршува и во Константинопол. На една таква служба учествували светиот Григори Двоеслав папа римски во функција на папски легат и тој
како возобновувач и реформатор, сметал дека во ваква форма литургијата на претходно светени дарови треба и е морално да се користи насекаде во христијанскиот свет. Интересно е што таа не била строго детерминирана само за постите, но на Трулскиот собор со 52-то правило таа е ограничена на да се извршува во светата Четириседница. Премудрост, Се приближува свечениот момент на пренесување на светите дарови на престолот. Надворешно овој вход наликува на великиот вход на литургијата, но со својата суштина и духовно значење е прилично различен. При потполна евхаристиска служба на великиот вход се пренесуваат се уште неосветени дарови. Црквата се принесува себе си, својот живот, животот на своите членови и сето создание како жртва на Бога, вградувајќи ја оваа жртва во единствената совршена Христова жртва. Сеќавајќи се на Христа, црквата се сеќава на сите оние кои што тој ги зеде врз себе, заради нивното искупување и спасение. Пренесувањето на светите дарови символично го представува појавувањето на Христа и завршувањето на постот и молитвата со исчекување и приближување на таа помош, утеха и радост која што сме исчекувале. Свеченото пренесување на светите дарови од жртвеникот на престолот е придружено со древната песна "Сега силите небесни". Входот на веќе осветените свети дарови се совршува со исклучителна почит и побожност. За време на входот верните прават земен поклон. Карактерот на литургијата на претходно светени дарови, како што рековме, го има покајниот карактер. Се читаат повеќе покајни молитви, има отсуство на тоа благодарење, бидејќи самиот канон на Евхаристијата отсуствува од оваа служба. И веднаш, започнувајќи со вечерната служба, ние веднаш преминуваме на читање на катизмите. Оттаму имаме делот кој е посветен на катехумените и веднаш започнуваме со делот на причестување и со кој практично и завршува литургијата на претходно светени дарови. Прво се причестува свештенството, а по него и верниот народ, при што се пее стихот "Вкусете и видете дека Господ е добар".
Службата завршува, свештеникот во згласува во мир да излеземе. На крај се чита за Амановата молитва. Божествената литургија на претходно светените дарови е една од најчудесните и трогателни богослужби во црквата. Истовремено таа е и итен повик за често причестување со светите Христови дарови. Во неа го слушаме гласот на старите векови, гласот на живото древно црковно предание. Овој глас вели дека верникот не може да живее со животот Христов доколку постојано не ја обновува неговата врска со изворот на животот преку причестување на телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос. Оти Христос, според зборовите на апостолот, е нашиот живот.